Половина година е забранет увозот на снус во земјава, а продавниците и понатаму се добро снабдени со контроверзните никотински кесички. Нашето истражување на терен покажа дека и децата немаат проблем да дојдат до се популарниот производ. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. А тоа што вие го кажувате дека го користат млади луѓе од 12, 13 до 15, 16 години, тие практички со употребата стануваат зависници. Да е парадоксот поголем, снузот бил увезуван како тутунски производ се до моментот додека на надлежните не им станало јасно дека тој не содржи тутун. Тоа значи дека воопшто не смел ниту да почне неговиот увоз. Како е сето ова можно? Ова се никотински кесички, кои популарно се наречени снус. Пред се, наменети се за пушачи кои сакаат да се одвикнат од цигари или за пушачи кои имаат потреба од никотин, но во моментот се на место на кое е забрането да се запали цигара. Никотинскиот прашок се конзумира така што кесичката се става во устата, меѓу устната и непцето. Проверивме колку е лесно достапен овој производ, во какво пакување и дали има соодветна декларација со потребните информации и предупредувања. Добар ден, снус дали имате? Не. Добар ден, снус дали имате? Не, немаме. Снус дали имате? Нема? Ама треба да се тие. Да, тоа е. А ако си пратам деца да ми купат, ки им дадете? Добар ден, снус дали имате? Ама тука и деца ви купуваат. Се покажа дека популарниот снус е релативно лесно достапен. Го има во секоја втора трафика или дуќан. По вкупно 5 обиди, снус успеавме да најдеме на 2 продажни места. И двете се со силно изразен мирис на ментол. Ова пакување не чинеше 300 денари, а ова 320 денари. На пакувањето има декларација со многу ситни букви. Се предупредува дека производот содржи никотин кој предизвикува зависност и е штетен по здравјето, дека е забранет за малолетници, дека не содржи тутун, дека не смее да се жвака или голтне, а ако се случи тоа, пишува, треба да се повика центар за отрови. Проверивме дали производот со вакви предупредувања и со забрана за продажба на малолетници сепак го продаваат на деца. Ова момче е деветоодделенец и има 14 години. Со дозвола од неговите родители и со заштитен идентитет тргна да пазари снус. Имате снус? Ајдете ми од тој Славја, да. 30. Верно. Рој снус. Продавачката беше презафатена со телефонски разговор, а момчето само се послужи со снус, поставен на самата каса. Имате снус? Снус? Да. Dois não 320. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. Никотинските кесички во Македонија се достапни веќе неколку години и веднаш станале популарни кај средношколците, па и кај основците. Ана Попризова, која е психолог во средно училиште, направила дискусија со ученици од прва и трета година на темата снус. По некои нивни проценки дека околу 10% од учениците, мислам од популацијата, нели од младите ја конзумираат или имаат искуство со нејза, дека цената се движи околу 300 до 400 денари, дека може да се купи во трафиките во нашиот град, не во маркетите, и дека некои ги набавуваат и во странство, особено Србија беше спомната, па тука ги препродаваат. Учениците кажале дека никотинските кесички се привлечни за младите, меѓу другото, бидејќи се нешто ново, невообичаено и модерно. Кажале и дека ги користат спортисти за да го намалат стресот пред надпревари. Попризова смета дека треба јавно да се зборува на оваа тема, зашто кај младите се зголемува интересот кога се пристапува со забрана. Тие заради врсничките групи во кои што сакаат да припаѓаат, заради тоа што е модерно нешто, заради тоа што се зборува за нешто, заради тоа што некогаш
се под стрес, се анксиозни, се депресивни, не може да се справат, не може да побараат помош или не знаат да побараат помош, прибегнуваат кон вакви облици на, ние ги нарекуваме ризично однесување, значи користење, конзумирање на алкохол, дрога, еве сега и на ваква супстанца која што верувам и од незнаење, а и ради мода и ради врснички притисок се прави. Дека никотинот е штетен, особено за децата, е одамна прифатен научен факт. Но проблемот со присуството на снус во македонските продавници е проблематичен и од друг аспект. Според законот за тутун, производи од тутун и сродни производи се цигари, електронски цигари, пури, цигари лоси, тутун за различни начини на конзумирање и други производи. Никотински кесички не се спомнуваат. Тогаш како овој производ, кој стана популарен кај младите, а ги загрижи родителите и наставниците, е увезен во земјава и како е регулирана неговата продажба? Прашање им поставивме на Министерствата за економија и за земјоделство, како и на Царинската управа. Од Царина не информираа дека увозот на никотински вреќички е регулиран со издадена дозвола во ЕКСИМ системот, едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки, која досега ја издавал Државниот инспекторат за земјоделство. Од Министерството за економија пак подиректно го вперија прстот кон Министерството за земјоделство. Од економија ни пишаа дека следејќи го опфатот на содржината на тутунски и сродни производи, опфатени со законот за тутун, Министерството за економија досега нема издадено решение за марка на производот снус, кесичка со никотин за џвакање. Не упатија одговори да бараме во Министерството за земјоделство. Од Министерството за земјоделство, поточно од Државниот инспекторат за земјоделство, добивме писмен одговор кој во себе содржи контрадикција. Од институцијата прво образложуваат дека никотинските кесички не се опфатени со законот за тутун и дека не се во нивна надлежност. Но веќе во следниот параграф потврдуваа дека тие дале дозвола за увоз, која потоа прекинале пред половина година. Производот според подтарифната ознака е распределен на И-005, дозвола која е во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство. Меѓутоа, во април 2023 година доставен е допис до Царинската управа со кој ја извести дека по поднесените барања за И-005 дозвола во ЕКСИМ системот нема да постапи од причини што не постои законски основ за постапување, при што поднесените барања за увоз на овој производ се одбиени. Кој во Државниот инспекторат и зошто дозволил увоз на снус во земјава, ако производот не е во нивна надлежност? Кои се причините што нагло е запрен увозот на производот? И како во трафиките има снус и половина година откако не е можен негов легален увоз во земјава? Ова се само дел од прашањата на кои ќе продолжиме да бараме одговори.